Со години плаќал по 100 денари за ученичко осигурување за својот син, но кога му затребала помош за своето дете, останал со празни раце. Вака Мемет Исов, татко на ученик во основното општинско училиште Гоце Делчев во општината Конче, тврди дека неговиот син не добил никакво обештетување по тешка сообраќајна несреќа која се случила пред 2 месеца, бидејќи тој тврди дека училиштето не му ја дала полисата за осигурување и му било кажано дека истата не важи, бидејќи несреќата не се случила во кругот на училиштето. Исов вели дека неговиот син веќе поминал една тешка операција, има шипки во ногата, а го очекуваат уште една операција и долга рехабилитација. Мојот син пред 2 месеца од сообраќајка оштетење, правење операција, шипки во ногата, а ние за секоја дете у школото годинашно по 100 динари осигуравка си плаќаме. И јас аплицирах телефонски на класната, неговата класна што е тука наставничката, викам има ли шанси од школото барем малку некој кратен помош за мене. Многу трошкови. Они ми кажаа, викат, таа сообраќајка ако се десе у круго на школото, тогај те следува тај помош. Иначе вика не те следува и ме одбија директно. Нека ни дадат документи што секој година ние сме активирани за 100 динари осигуровка. Нема шанси тоа ни една година не се тешка телесна операција. Дето е правена, еве уште со шта ќе оди и повторно сега пак има операција. Сега физикална терапија треба 20 дена да оде. И може и 80% како што вика докторите и инвалид да остане дето од овај случај. Ама никој од школото ме одбија за тај кратек да е, колку сакане, јас не тржи кој знае колку помош од нив. Ама што може, што следува државата од таа осигуровка. Требаше они да ми помогнат тоа. Во врска со случајот, Емнет телевизија побара одговор од училиштето. Оттаму вела дека ученикот нема платено ученичко осигурување и дека училиштето не исплаќа никакви оштети по повреди, туку тоа оди преку осигурителна компанија, доколку постои важечка полиса. Во евиденцијата на училиштето, ученикот Ерсин Исов нема платено осигурување. Точно е тоа дека родителот побарал од класниот раководител некакво обештетување, но училиштето нема начин да исплаќа за било какви незгоди. Доколку ученикот бил осигуран, тогаш осигурителната компанија го разгледува случајот и постапува согласно договорот, велат од училиштето. Во врска со ваквите случаи за ученичко осигурување, министерката за образование и наука Весна Јаневска уште пред неколку месеци истакна дека училиштата и општините треба внимателно да избираат со кои компании исклучуваат договори и да водат сметка за правата на учениците. Таа тогаш рече дека доколку не се почитуваат договорите, училиштата треба да ги бараат своите права преку другите надлежни институции во државата. Училиштата, општинските, каде што Министерството нема посебна ингеренција, има општината, градоначалникот и советите, имаат вообичаено пракса да ги осигуруваат децата, што и според мене не е лоша пракса. Она што ингеренција на Министерството е, ние го променивме правилникот за тоа како треба да се трошат парите кои училиштето ги собира од родителите, односно од учениците, за разни активности, вклучително екскурзии, па еве и осигурување. Училиштата, раководствата, па и општините треба да водат сметка со какви компании исклучуваат договори и доколку не е соодветна одговорот на компанијата кон договорот, секако да се ги побараат правата во другите институции на државата.